Тейлор Свифт гледаше од трибините како Канзас Сити Чифс, тимот на незиното момче Тревис Келси, беше тешко поразен од Филаделфија Иглс на Супербоулот во Нью Орлеанс. Канзас го играше своето пето финале на НФЛ сезоната во последните 6 години, но не успеа да ја освои третата титула поред откако изгуби со 40-22. За разлика од лани, кога гласно беше поздравена од публиката во Лас Вегас, поп звездата овој пат најде на сосема поинаков прием и беше испиркана кога ја прикажа на големиот екран. Ако некој имаше потешка ноќ од Канзас Сити Чифс, тоа е Тейлор Свифт. Таа беше испиркана од трибините. Да ја направиме Америка повторно голема не простува, напиша Доналд Трамп на својата социјална мрежа. Свифт јавно ги поддржа Џо Бајден на изборите во 2020 година и Камала Харис во 2024 година. Актерот и режисер Џастин Балдони се појави во најавата за 500-та епизода од подкастот Дженс Толк, во која изгледаше многу емотивно за сето она што го поминува во последно време. Имав интензивна година, испратив порака утрово, вознемирен сум, се уште не сум зборувал за ова, рекол 41 годишниот Балдони во најавата за предстојната епизода. Интервјуто кое треба да биде објавено е снимено во ноември, еден месец пред Блейк Лајвли да поднесе тужба за сексуално вознемирување и да го обвини Балдони дека води кампања за оцрнување против неа. Актерот потоа ги отфрли обвинувањата на својата колешка, исто така поднесе тужба за клевета против Нью Йорк Таймс, кој известуваше за жалбата на актерката. Денеска во Скопје во 85-та година од животот почина познатиот македонски хуморист и сатиричар Живко Павлов. Тој е автор на првата книга Афоризми и епиграми по Втората светска војна во Македонија, Пладневни кукурирања, објавена во 1969 година. Неслучајно го нарекуваа македонски Јиржи Лец, затоа афоризмите и епиграмите презентирани во неа се чини како да се пишувани денес, па реално е согледувањето на критичарите дека станува збор за литература на која времето и минливоста не и можат ништо. Живко Павлов цел живот професионално се занимаваше со хумор и само со хумор. Најмногу во Остан, како и во други весници и списанија, и е автор на илјадници и афоризми, епиграми, хуморески и сатирични текстови. Павлов е објавуван во најголемите хумористични списања на Балканот, како и во Русија. На 14 февруари со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе операта Мадам Батерфлај од Џакомо Пучини. Диригент на представата е Бисера Чадловска, режијата ја подпишува Александар Текелиев од Бугарија. Стенографијата е дело на Живојин Трајановиќ, а костимографијата ја изработи Лира Грабул. Концертмајстор е Климент Тодоровски, а хормајстори Јасмина Ѓурѓевска и Ѓурѓица Дашич. Во насловната улога ќе настапи Сандра Митровска, во улогата на Пинкертон ќе настапи Зоран Сотиров, во улогата на Шарплес Маријан Јовановски, во останатите улоги ќе настапат Марика Поповиќ, Дејан Стоев, Невен Силјановски, Игор Гиновски, Сонја Пендовска-Маневска, Валентина Димитриевска, Калин Бајевски, Марко Димовски, Марко Гапо, Дарко Станојловски, Борко Биџовски, Филип Мирчевски, Никола Чедомировски, Шинаси Рамадан, заедно со хорот и оркестарот на Националната опера и балет.